вечер, драги пријатели и драги непријатели. Јас сум Изабела Пана, вие сте... Вие! Денеска сум во издание Сако да носим и лепа да будем. Сако носим, лепа нисам, ал тоа е тоа. Шта ćeš да радиш, тоа е. Но, знам дека сте навикнати во моите видеа да се појавам во пижама крава, во пижама на риги или во пижама праска, но денеска еве сум во сако. Така. Убаво. Во сако и сето тоа, затоа што снимав интервју за Backstage 2, кое можете да го гледате утре во 4 часот и 20 минути попладне на Алфа телевизија, се разбира доколку сакате. Каде за нова година, бе, дечки? Знаете што укапирав уствари? Нова година е многу слична со избориве. Ти се мислиш меѓу кафана и празен стан, сакаш и у двете да бидеш, ама не можеш. И сега ти фалат уствари луѓе и кај ќе бидат за поише, таму ќе идеме. Вамо е исто, ама со пратениците, текиња. Избориве траат 3 години. Изборот за каде за нова година трае 3 години и 2 месеци. А се со една цел. Избориве се со една цел, кој да биде премиер, кој да води држава, курци палци. Избор за место за нова година е исто со една цел. Каде ќе имаме можност поише да се начукаме. Ја немам многу да ви зборам за тоа какви луѓе можеш да видиш на нова година, бидејќи на нова година ги гледаш сите луѓе. На нова година гледаш луѓе од секаков вид, буквално. Гледаш елка луѓе, облечени се ко елка, светат од Драчево да ги видиш, ќе ги видиш дека светат од авион да ги гледаш, ќе ги видиш дека се они. После имаш ликови цвија да будем, со бела кошула раскопчана до пупак, љубавен тепих и златен ланац од Битпазар. После имаш луѓе дојдени у тренерки, кои мислиш отишле ѓубре да фрлаат. Све едно. Ние све едно. Како и да е, не е битно кој како дошол, не е битно кој како се облекол. Секој облекол тоа што има и ајде да не филозофирам како ја се осеќам спрема облегите, бидејќи стварно не ми се битни у животот. Битно е кој како ќе заврши. А на нова година, да бидеме искрени, 90% сите завршуваат на некоја клупа со главата надолу и ја изфрлат храната како и пијалокот кој го внесувале истата вечер. Конечниот крај, дел од нив, во 6 часот наутро пробуваат да си ја погодат бравата од својата куќа, а оној другиот дел не пробува. Веќе е во длабок сон, но погодете каде? Во туѓа соба и не знае чива е. И кога ќе се разбуди, е у шок. Откако ќе заврши лудата ноќ, најлудата ноќ, како што говорат по медиумите, нели? После совеста те јаде, ти текнува се што си правил, зошто си правил, како си правил и стандард муабет. Од утре не пијам, следна година, нова година, дома сама Бриджит Джонс, не славам. Погодете шо? Пак ќе славите и пак ќе се начугате и пак ќе биде муабет од Бриджит Джонс. Сама дома на тросет со флаша вино и ќе гледам филмови. Не. Пак ќе завршиш на клупа со главата надоле. Ова беше моето обраќање на јавноста по повод новата година. Се надевам дека немате други прашања. Доколку имате, поставете ми ги во коментар. Ви благодарам што ги следите вестите на YouTube телевизија. Се гледаме во наредното издание.